Родител 1 и родител 2 нема да ги заменат мама и тато. Реагираше Министерството за труд и социјална политика откако опозицијската партија објави таква дезинформација. Законот за заштита од дискриминација, кој според најавите треба да се донесе до средината на март, беше искористен за пласирање лажни вести. Конкретно одредбата за бракот дека е заедница меѓу маж и жена е уредена во Законот за семејство и таму нема промени за ова прашање. Во Република Северна Македонија бракот, како и вонбрачната заедница, се заедници меѓу еден маж и една жена и родителите се именуваат како татко и мајка. Законот за спречување и заштита од дискриминација со вклучувањето на основите на сексуална ориентација и родов идентитет ја пропишува заштитата од дискриминација кон оваа група на граѓани. Пласирањето лажни вести е осудено и од страна на Хелсиншкиот комитет. Деновиве стотина граѓански здруженија побараа законот да се донесе итно пред претседателските избори. Вела дека треба да се направи ревизија на учебниците за да се исфрли дискриминацијата од образовниот систем. Се доуредија основите за дискриминација, формите на дискриминација, се уреди сегрегацијата посебно како посебна форма на дискриминација, од која и како страдаат луѓето со попреченост, па и ромската заедница. И она што е исклучително важно, законот предвидува ослободување од судски такси за сите граѓани кои што ќе покренат судска постапка за заштита. И народниот правобранител укажа на важноста да се направи адекватна легислатива, но и грижа за нејзина имплементација. Денешниот 1 март е познат како Ден на нулта дискриминација, како предизвик за сите чинители во општеството да стават крај на каков било облик на дискриминација, велат од канцеларијата на народниот правобранител. Судот во Страсбур веќе ја детектираше земјава како прекршител на човековите права. Судот донесе пресуда со која државата ќе треба да плати 9000 евра одштета на трансродово лице за повреда на правото на приватност и правото на ефикасен лек во текот на процедурата за промена на полот.